Во музеот на град Скопје на 1 февруари 2023 година се затвори изложбата на дела од реномираниот македонски сликар Владимир Георгиевски, која во музеот на град Скопје беше отворена од 7 декември 2022. Куратор на изложбата е Емил Алексиев, кој воедно е и автор на двојазичната монографија за Владимир Георгиевски во издание на Музеј на град Скопје. Беа изложени над 100 дела од уметникот работени во ликовните техники: масло на платно, темпера, пастел, туш, молив во боја и акварел, поставени во целиот галериски простор на музеот. После долго време имавме чест да го отвориме музеот токму со оваа изложба која што привлече огромно внимание. Ќе биде отворена уште неколку дена. Потоа Фросина ќе се погрижи да овие дела што представуваат културно наследство, наше културно наследство македонско, и бидат достапни на публиката. Ќе видиме македонска, ќе видиме како тоа ќе го организираме. Ќе правиме и реиздание на каталогот, кој што многу убаво илустрира изложбата оваа и воопшто делото на Владимир Георгиевски. Изложбата на дела од реномираниот македонски сликар Владимир Георгиевски во музеот на град Скопје се реализира со поддршка на град Скопје во соработка со семејството Георгиевски. Вечерва го заокружуваме представувањето на делотворештвото на Владимир Георгиевски. Изложбата траеше речиси 2 месеци и ја видоа доста голем број посетители. Музеот на град Скопје издаде и одлична книга за која имаше голем интерес и чиј целосен тираж заврши во рацете на љубителите на уметноста. Уште еднаш голема благодарност до Емил Алексиев, до музеот и градот Скопје за севкупната заложба и поддршка. Охрабрени од убавиот и позитивен одзив на изложбата и книгата, но и убедени во универзалноста и актуелноста на овие дела, во периодот кој што следува ќе се обидаме повторно да организираме можности за средба со нив, со дела кои досега не биле изложувани или со дела врзани за одредена тема. Во меѓувреме, интернет страницата на Георгиевски служи како виртуелна галерија и како ресурсен центар за информации поврзани со неговиот живот и неговата уметност. Се надеваме и дека овие напори ќе служат како поттик и повик за други слични иницијативи за прикажување на богатствата на македонските визуелни уметности. Владимир Георгиевски е еден од најзначајните современи македонски ликовни уметници, роден во Скопје на 1 јуни 1942, упокоен во родниот град на 25 мај 2017 година. По матурирањето во училиштето за примената уметност во Скопје во 1963 година ги започнал студиите на Ликовната академија во Белград, каде и дипломирал во 1968 година. Постдипломски студии завршил на истата академија, во класата на професорот Младен Србиновиќ. По враќањето од Белград во 1972 година го раководел уметничкиот оддел при Младинскиот културен центар, тогашен Дом на млади 25 мај. Помеѓу 1980 и 2012 година бил професор по цртање, сликање и пластично обликување на Факултетот за архитектура во Скопје. Една деценија во 90-тите години од 20-тиот век предавал и естетика на простор, историја на модерна уметност, како и сценографија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Бил професор и на Факултетот за аудиовизуелни уметности во Скопје. Во целокупното творештво на Владимир Георгиевски, човекот и неговата судбина се постојана тема, естетска провокација и креативна преокупација. Георгиевски има поминато низ неколку фази на уметничко изразување, но секогаш успешно сочувувајќи ја нагласената оригиналност. Самостојно изложувал во Рим, Париз, Виена, Киев, Санкт Петербург, Истанбул, Софија, Белград и во Скопје.
Во интервју направено во неговото ателје на Архитектонскиот факултет во Скопје, објавено во весникот Дневник во декември 2008 година, целосно пренесено од порталот Умно, на прашањето дали како уметник и како човек се чувствува вистински слободен, тој одговорил вака: кога стојам пред платното во ателјето полн со некакви визии во себе, навистина чувствувам слобода. Тоа е слобода која ме обврзува, затоа што сака мојата слика да има и драма и поезија, да има музика, сакам да има приказна. Не бегам од тие класични особености во сликарството. Се чувствувам безгранично слободен кога ги решавам тие проблеми на мојата слика. Но кога тоа ќе го покажам надвор, според начинот на мислењето, на однесувањето и пишувањето, тогаш таа слобода честопати била погрешно протолкувана и разбрана. Да се биде слободен сега, во овој миг, кај нас, значи извонредно прецизно да се мисли, да се доживува. Обврзано таа прецизност на мислењето, од таа бледа сила на разумот не се осети безкрајноста во мене. Да се мисли значи слобода, но и да се допре до таа бескрајност која постои во секој од нас. Во рамките на затворањето на изложбата на Владимир Георгиевски на 1 февруари 2023 година настапи и виолинистката Ана Кондратенко, концертмајстор и солистка во оркестарот на Македонската филхармонија, која настапи со делото Чакона од втората партита за соло виолина од Јохан Себастијан Бах. Сакав да кажам 2-3 збора, односно повеќе од 2-3, малку за дело, поврзаност, зошто баш Чекона сакам да ја свирам вечерва, зошто одбравме тоа дело да се свири. Прво, морам да се извинам, имам трема страшно за зборење, така што ќе веројатно да ќе грешиме граматички, знаете дека не сум македонка по потекло, ама по душа сум. И сакам да кажам прво зошто баш Чекона. Чекона е дел од партита втора, како најави Фросина, втора партита од Јохан Себастијан Бах, напишана во 1720 година, во периодот кога Бах ја губи својата ненајдено, својата прва жена, Марија Барбара, ја губи кога тој бил отсутен дома. И во тек на компонирање на втора партита, од вкупно 3 партити соло има за виолина и 3 сонати за виолина, тој дел од живот Бах посветува повеќе на светска музика, иако е Бах повеќето своето творештво посветува на црковната музика, односно кон Господа упатена. Сметам дека и светската музика негова, бидејќи бил голем верник, исто тако, затоа ми се чини дека е поврзано со нашиот вечерешниот главен херој на вечерта, Владимир Георгиевски, голем дел од Бах, творештво на Бах посветено на Господ, како што исто гледаме и на Владимир Георгиевски. И бидејќи знам, ја прашав специјално Фросина, дека Владимир многу пати кога творел, слушал класика, затоа убедена сум дека една од овие слики била нацртана толку во инспирација на Чакона. Чакона е еден, како што кажав, еден став од една партита, ама тој став се смета воопште во творештво на Бах и виолинистичко литература на виолина како еден диамант. И ние виолинисти викаме дека постои живот на виолинист пред и после Чакона. Затоа што не само што технички захтевно, туку и многу тежина носи ова дело. Сместено е географски така испадна во средина на 6 дела за виолина соло и напишана е во формата на танц, што овде ми представува многу интересна загадка, се вика на македонски. Загадка на Бах. Зошто баш Чакона? Затоа што Чакона беше доста весел танц, односно
дури некои истражувачи викаат дека и непристоен, почнува на слабо време, не на прво време, на второ време, значи 64, дури 64 вариации содржи ова дело и во молски тоналитет, со мал дел од дур и мислам дека во ова дело Бах ја искажал својата болка од загубата на своја жена. Не да не должам уште повеќе да ве поканам да уживаме. Да, заборев, една мала дигресија. Ќе свирам со барокното гудало, што е пократко од обичното. Обичното е прилика вулкаво, поголемо, подолго. Ова е пократко. Сметам дека кога имаме можност, виолинисти, музичари, можеме да користиме, барам да се приближиме на начин на кој тогаш се свирила, иака сметам дека ова не беше баш гудало за Бах сонати, мислам дека тоа беше малку по искривено. Ама сепак сметам дека убаво да се слушне со другото гудало, не како што обично да слушате на концерти на филхармонија. И само да завршам со Бах, малку дегресија. Барав цитати за Бах, ама сметам дека многу покрај те све што кажемо за Бах, дека како Бетовен, например, дека Бах на германски е поточи. И Бетовен каже Бах не е поточи, Бах е океан. Ама за нас, конкретно за мене, еден виц е најдобро и се покажува целата големина на Бах. Починува композитор, доаѓа во рај, го пречекува Господ, кажува: види, многу убаво ќе те биде, ќе свириш во оркестар, прва виолина ќе биде Моцарт, диригент ќе биде Бетовен, и композиторот прашува: добро, ама каде Бах? Јас сум Бах.
Владимир Георгиевски е добитник на највисоката државна награда 23 октомври за животно остварување во полето на културата и уметноста во 2014 година. Истата година ја добил и наградата за животно дело од Остен. Во 2012 година на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински му е доделена награда за животно остварување во полето на театарот. Во 1992 и 1995 година ги освојува наградите за најдобра сценографија на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Во 1991 година е добитник и на наградата за најдобра сценографија за представата Крвави свадби на театарот Пралипе, Германија. Владимир Георгиевски е добитник и на стеријната награда за најдобра сценографија на фестивалот Стеријно позорје за представата Јанес Задрогас во 1975 година и на наградата за најдобра сценографија на Босанско-херцеговските смотри за представата Глорија. Во 2017 година е прогласен за почесен доктор на Факултетот за аудиовизуелни уметности Скопје.